Почитувани, добро вечер. Втора епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва на мој огромно задоволство ќе разговараме на повеќе теми со градоначалникот на општина Бутел, Дарко Костовски. Дарко, добро вечер и добре те најдовме. Добро најдов и благодарам за поканата. Ти благодарам за можноста да си вечерва со нас тука. Јас би почнал со, историски гледано, со што ја наследивте општината Бутел, односно со кои предизвици се соочивте кога станавте градоначалник на општина Бутел? Таман го заборавив тоа прашање. Со што? Сега, тоа е добро познато, мислам дека во јавноста, дека скоро сите градоначалници наследија буквално руинирани, вака директно кажано, општини, особено поврзано со општинската администрација. Ќе кажеме на работа која што можеби е чудна и е малку не за верување, не начекавме ниту еден готов проект што можеме да го реализираме без да проектираме и така натаму. Тоа значи дека немало никаков план за работа, што е навистина лошо. Нити имало некаква визија. По однос на долговите, општина Бутел беше една од најзадолжените општини на територија на градот Скопје. Фала му на Господ, сега скоро веќе долгот е на нула сведен. По однос на инфраструктурата, морам да напоменам дека минатиот мандат, особено минатиот мандат, тие 4 години кога градоначалникот СДСМ администрираше со општината, навистина скоро и ништо да не беше направено. Вака, знам дека звучи малце чудно и звучи како да сакам да соберам некој поем политички, ама буквално беше така. Ако има некој друго мислење, нека не демантира. Или тој нека каже, ако е така поинаку. Па можеме да се сетиме на оние отчети што ги дава, едноставно има разлика од вашите отчети и отчетите на градоначалниците на СДСМ, ако можеме така да направиме еден заклучок. Тино, дури чудно е како, пазите се, они има исто така и централна власт, нели СДСМ имаше и централна власт. Дури чудно е како може да нема ниту еден позначаен проект на кој што јас сега би се сетил и без проблем би кажал, ете во време на претходниот градоначалник барем изградена една детска градинка, например, изградено едно училиште или направена е, не знам, едно од поважните сообраќајници или пак е направен некој плоштад или нов голем парк. Значи верувајте, спортски терен, некаков поголем, посериозен спортски центар или било што и да е, доградба на училиште, фасада на некој училиште. Буквално значи немаше ништо и граѓаните многу лесно ја видоа разликата на работење и на неработење и условно кажано тоа беше мало и олеснување за новите градоначалници, бидејќи на почетокот што готи да направивме беше видливо и навистина создаваше разлика во мислите кај граѓаните. Кога сме кај тоа што имате направено, можете ли да ни дадете еден накратко да речеме отчет што се има сработено Дарко Костовски во Бутелови изминати веќе 3 неколку месеци години? Имам нешто најпрво што ми паѓа на памет е дека до сега за периодот 3 години и нешто се асфалтирани околу 200 улици. А пред само неколку дена најавивме нови 70 до крајот на мандатот. Тоа е бројка која што според нашите согледувања согласно документацијата што имаме како архива во општината не била случај во 15 на години наназад. Зборувам толкова бројка на асфалтирани нови улици, така е. Кај нас за 3,5 години, а во споредба со 15 години назад немало толкова бројка на асфалтирани улици. Можеби на тоа што сум најгорд како што е изградено до сега е новото училиште во Визбегово. Новата градинка во Бутел еден која што за многу скоро треба почне со работа, треба уште нешто минимум да се досреди. Нов плоштад на територија на општина Бутел, нешто што не постоеше до тогаш на територија на општина Бутел и нешто што можеби направи различни од сите или пак ќе бидам малце нескромен сега, можеби направивме критериум по однос на таа работа, е тоа изградба на нови спортско-рекреативни центри. Веќе имаме план до крајот на мандатот во секое населено место да има еден таков. Не станува збор за спортски терени, туку спортско-рекреативни центри составени од повеќе спортски терени. Фудбалско игралиште, кошаркарско игралиште, нели фудбалско со вештачка трева, кошаркарско со специјална подлога, парковска содржина и содржина за најмалите, за деца, квалитетно детско игралиште. Ветивме 2 на почетокот практично во предизборната кампања, а до крајот на мандатот очекувам да има 10.
на територија на општина Бутел. Генерално во спортот и во спортската инфраструктура навистина се вложи многу и буквално кога ќе прошетате низ Бутел само со автомобил да поминете, тоа е видливо со голо око и не може да се заобиколи. Дополнително кога сме веќе на таа тема, исто така во спортот навистина вложуваме премногу. Единствена општина сме на територија на град Скопје покрај тоа што директно помагаме спортски клубови, помагаме директно и на спортисти. Даваме стипендии лично на спортистите, со тоа што лани дадовме рекорден број на 100, скоро 110, не, мислам 105 или 110 спортисти стипендии, а оваа година ќе бидат над 200. За многу скоро ќе направиме еден настан. Генерално поврзано со инфраструктурата, навистина се увиде една разлика, сериозна разлика по однос на тоа што успеавме да направиме во период на 3,5 години и навистина она што ми е мене лично особено драго е што тоа е забележано од страна на граѓаните. Не е само да дојдам јас и да искоментирам ние направивме многу и така натаму, туку буквално секојдневно не поздравуваат граѓаните на територија на општина Бутел. Кога спомнав веќе градинка, морам да ја споменам и втората, која што е веќе во сериозна фаза на градба. Тоа е нова градинка во населеното место Бутел 2 и со тоа за еден мандат само ќе добиеме целосно 2 нови детски градинки од темел па до кров и можно е уште една трета адаптација на старо едно училиште, кој што верувам дека не со многу финансии ќе успееме да го претвориме во нова детска градинка, бидејќи ви избегува од ови ново училиште, а старото училиште кое што е помалечко и навистина е добро за детска градинка и со тоа можеби до крајот на мандатот ќе имаме и 3 нови детски градинки, со што сите проблеми со оние листи на чекање ќе бидат апсолутно надминати. Значи се вложува во на секундарна инфраструктура, односно во училишта, како што напоменавте, и градинки, и да го намалимете бројот на дечиња што чекаат за да може да седнат во тие мали столчиња што ги викам. Баш интересно, пред некој ден бев во градинка, правевме за 8 март за мајките и многу интересно кога сте таму со тие дечиња, така да одлично од ваша страна што продолжувате да работите во интерес на граѓаните. Би сакал, сега имам како 2 прашања, митоа ќе ги одвојам. До крајот на годината имаме уште неколку месеци. Дали може да, освен ова што го напоменавте, дали може да ни одвоите што може да очекуваат жителите на Бутел како нови проекти и како следно прашање, што ќе искористите од финансиската поддршка што ја доделува владата за општините, односно со колку проекти ќе учествувате на Одлично прашање. Тоа што би сакал најпрвен да кажам е дека многу чувствувам како да е недоволно експлоатирано во јавноста осетот, би рекол, политичкиот осет или државничкиот осет на премиерот Христијан Мицкоски, кој што направи ренесансен потек за општините на територија на Република Македонија и тоа мора често да го забележуваме и да го изнесуваме во јавноста, бидејќи за прв пат градоначалниците на територија на Република Македонија, откако нашата држава е независна, се почувствуваа како вистински градоначалници, бидејќи имаа можност за прв пат да имаат визија. Значи, вистински да создадат плани и развој на својата општина, бидејќи толку пари наеднаш досега не се влезени во општинските буџети. Колку за илустрација, општина Бутел имаше од 1,5 до 2 милиони евра максимум за капитални инвестиции годишно одвојуваше како општина Бутел, а сега веќе имаме 6-7 милиони евра годишно за капитални инвестиции. Може да видите разликата. Тоа и ни дава простори за многу работа, навистина, и администрацијата можеби малце повеќе е заморна од тоа што е навикната досега, затоа што сето тоа да го испланирате и да го испроектирате навистина на макотрпна работа, ама работа која што е помешана со задоволство, бидејќи станува збор за проекти кои што ќе останат во општината за секогаш. Можеби едно од најважните работи кои што многу интересно што на крајов од мандатот ќе ги започнеме можеби најкрупните проекти кои што некои ќе стигнат и во одредена фаза квалитетна, кои што се ветувани 30 години наназад. Буквално 30 години наназад. Еве за неколку дена започнуваме нов парк на територија на Радишани,
од 10.000 метри квадратни. Во финише, не го спомнав претходно и ќе некако бидејќи премногу зборам за таа тема, и во финише коритото на река Серава и патеката на река Серава, значи навистина од едно место кое што наликуваше на ѓубриште во даден момент, сега ќе добиеме едно од поубавите места во Скопје за пешачење. Ќе го започнеме најочекуваниот проектот на граѓаните на општина Бутел, тоа е нова поликлиника. Ја цртаме, веќе сме во финална фаза. Ќе поправиме 2 фасади на 2 основни училишта. Ќе изградиме голем плоштад, сериозен плоштад во центарот на Бутел, веднаш до црквата Свети Јован, некаде на над 5000 метри квадратни територија. За многу скоро ќе има и 3D анимација, да покажеме како сето тоа ќе изгледа. Ќе изградиме 2 моста на реката Серава во потегот на Радишани. Значи, исто така, кога ќе ми текне, од како што сум, од детските години до ден денес се ветуваат мостови таму од страна на градоначалници. Конечно, веќе во финална фаза се проектирањата. Оние ги споменав претходно, ќе изградиме нови, поточно ќе асфалтираме 70 улици на територија на општина Бутел, од кои што морам да напоменам дека 20 се навистина големи и клучни сообраќајници на територија на општина Бутел. Не станува збор за малечки улици, туку огромни улици кои што не се чепнати повеќе од 40 години. Така да станува збор за капитални проекти кои што навистина граѓаните со срце ги очекуваат, и понос на одредени јавни анкети за да се испита јавното мислење, овие работи кои што ги споменав се најбараните од страна на граѓаните. И да не заборавам, за многу скоро почнуваме и да градиме и 3 нови спортско-рекреативни центри во горна зона Радишани, во Бутел 1 кај местото викано Ударници, во Кучевачка бара делот што е под Бутел, и можеби за многу скоро во Љуботен во училиштето Лиман Каба. Да не изумам сега, вака ми доаѓа уште еден многу битен проект кој што никако не смеам да го изумам, а тоа е тоа што насушно го очекува селаните на Љуботен и Љубанци, тоа е водовод во овие 2 населени места. Првата фаза ќе започнеме со средства од американската морнарица, практично ни помага американската амбасада, а втората и третата фаза, здраве Боже, со помош на владата на Република Македонија, поточно со помош на премиерот. Така да, ете, дури да не звучи чудно, ама некако и мене ми е нереално дека сето ова беше можно и во опција, дека сето она што беше потребно, вистински потребно на општина Бутел, дека ќе успее или да се заврши, или пак да се започне за време на 4 години. Ако би можеле нескромно да го оцениш твојот мандат, твојот ангажман во општина Бутел, која оценка би дал за овие изминати скоро 4 години? Па не благодарно е. И дали очекуваш сето ова што го напомена досега да го оствариш во овие во најголем, во голем дел да, но сето ова не, затоа што просто не ви стигаат пари. Не е возможно. Знаете што е чудно сега, што чудно звучи? Не е поентата во тоа што ние ќе исполниме програмата целосно, во 100%. Интересно е што е надмината, што се прават работи што не се ветени. Тоа е навистина импозантно. Ние сме навикнати до сега, не знам, имаше еден, мислам дека видеото уште стои на YouTube, еден многу интересен дуел со претходниот градоначалник, кога почна дуелот, кога у предизборна кампања, ја имав неговата програма во раце. И му ги читав 10 носечки проекти. Тој немаше ниту еден започнато на крајот од мандатот. У кампања, практично изминат мандат. Разбирате? Значи, од 10 проекти немаше ниту еден започнато. Сега од сите носечки проекти, и ние имаме, мислам, 10 или 10 се мислам, носечки, или се завршени, или се започнати за еден мандат. Јас разбирам дека можеби тој немало можност да ги заврши сите 10. Еве, разбирам дека можеби 5 било тешко, ама зашто барем еден или два, зборувам за капитални проекти кои што се ветени како носечки. Така да, неблагодарно би било да давам оценка, а по однос на, би кажал само дека сум задоволен од тоа што е сработено. Во
принципи по природа не сум човек кој што го користи тој збор да кажам за нешто дека сум задоволен. На тој начин и дојде олимписки медал во Македонија. Да викав нека сме задоволни, не можеше да дојде, така да тоа е сигурен еден момент за неуспех, али во оваа прилика морам да кажам дека сум задоволен заради тоа што практично ваму медалот е одлика за да веќе кога го освоите да речете дека сте задоволни, а тука проектите. Тоа е тоа. Значи ги гледате со голо око, видливи се, свесни сте колку сте работеле, свесни сте дека дома не сте дошле пред 19 часот за време на мандатот. Свесни сте дека сте имале многу малце време за најблиските, за семејството, за децата. Но од друга страна па паралелно сте свесни дека еден ден ќе бидат горди на вас по однос на тоа што е направено во нивната општина. Неколку пати ги спомнавте и во вашиот мандат, еве да речам можеби на некој начин највеќе си има вложено во спортските терени. И ми го зема изборот дури кога спомена за следното прашање баш ми беше во однос на задоволството, дали ете можеби Дарко е задоволен со тоа второ место кое што го освоивте на Олимпијадата за таеквондо, меѓутоа тука доаѓаме кон оној твој приватен, да речеме, живот. Како Дарко наоѓа време да може да си го види семејството, да оди на тренинг, да истрча можеби навечер или не знам теретана и слично. Можеме да се види тоа од твојот Facebook профил дека константно си и со вежбање и на терен и помеѓу граѓаните. Како наоѓаш време за приватниот живот? Тино, додека сум на работа и пробувам сите обврски, па дури и тие средби кои што можеби некои од моите колеги ги организираат после работното време, јас да ги ставам во работното време. Сега трае до 18-19 часот, некогаш и повеќе трае, но откога ќе дојдам дома и особено викендите, сабота и недела, навистина ги посветувам на себе во смисла на спорт и на семејството во максимум. Така да гледам да не излегувам скоро никогаш од дома кога не е поврзано нешто со спорт, нешто евентуално ептен ако морам или па ако не е со семејството. Спортот е прво од професионален аспект, нели тоа како тренер што го работам, мора да најдам време не од аспект заради тоа што само морам, туку затоа што ми причинува големо задоволство и некако ми го балансира моментот со притисокот што се создава на работното место. Исклучително стресна работа е градоначалник. Навистина стресна позиција, бидејќи некако е многу поголем притисокот, бидејќи народот лично ви доделил мандат и лично очекува од вас, за разлика од некои други позиции каде што народот не ви доделил лично мандат и притисокот оди кај тој што ви ја доделил функцијата највеќе. Сега ова малци како политиколог, како поврзав, окей, тоа ми е професија, но генерално е така. Еви ќе илустрирам еден пример да не бегам од темата. Разговарав за пред брзо време со еден министер кој што води едно од можеби најдинамичните министерства. Сега претпоставувам публиката ќе дознае кој е, бидејќи на некој начин ќе го откријам, но нема да го кажам името. Беше градоначалник претходно. И вели многу е помал притисокот како министер. Иако има друга перцепција во народот, но многу е помал бидејќи граѓаните не очекуваат толку директно од вас. Да, можеби медиумскиот простор е малце по-затегнат кога сте министер, но кога ќе излезете до продавница немате средба со 30-40 граѓани кои што имаат реални барања и очекувања кои што можеби сте ги ветиле. Но така за било кој, извини што ќе те прекинам, за било кој проблем граѓаните прво се така е, да. Дури најчесто и кога нема ингеренција општината, тие се обраќаат до вас, не вие да го завршите тука, да ургирате, тоа да се заврши, што е сосема легитимно. Така да во таа смисла се трудам да целото слободно време вака да скратам кое што го имам, а тоа би било надвор од работните обврски, на тоа време мислам да го посветам на моето семејство и да уживам дома со децата и со внукот. Дарко, пред да се одјавиме, јас може нема да те замолам да ни ветиш нешто во градоначалничкиот мандат, но би те замолил да ни ветиш нов медал на некоја нова олимпијада и ти посакувам многу успех во твојата работа и приватно и како градоначалник и се надевам на уште многу нови проекти за граѓаните и жителите на општина Бутово. Тино, има сериозна нова генерација во теквондо која што може да донесе повторно олимписки медал на оваа држава како најврвно спортско достигнување,
но и Дејан Георгиевски не го кажал последниот збор. Тој е во одлична форма и се надевам дека во Лос Анџелес ќе патуваме со Норма кон нов медал. Ти благодарам на вистина за ова гостување, се чувствував одлично и се гледаме во некоја наредна прилика. Ти благодарам. И јас те. Почитувани гледачи, благодарам и вам на вашето внимание. Вечерва разговаравме со градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски. Чепнавме малку и во приватноста, разговаравме за таеквондото, за слободното време кое што го поминува со семејството и со работниците, но и за многу проекти кои што ги има сработено и тек доправа ќе се сработуваат во општина Бутел. Вам ви благодарам за вниманието и се гледаме во наредната емисија. Поздрав и секое добро.